гледаш? Не ја гледам. Па имам време да ти докажам. Значи, кога... Што беше ова? Некој ја фрлил горен спрат. Не ми се верува. Ања? Ти го фрли ѓубрето? Се разбира дека не. Ова мора да се каже на директор. Ова мора да се испита. Чао, Емре. Треба да направат некаков софтвер за да ги детектираат луѓето кои не фрлат според прописи. Да ти кажам, кај нас не работи никаков софтвер. Мислам, основна култура се немало. Здраво! Што ке ти е толку голем ранец? Од кај знаеш може ли нешто ќе ми притреба? Вилушка ќе ти потреба. Па може ќе јадам сардина? Извинете, вие тука учите? Што прашуваш, девојче? Треба нешто, девојче? Да, јас сум многу ученичка. Ти се наски учиш? Ако сте вие 602, да. Чекај, пред да одиш, треба ми одговориш на едно прашање. Какво прашање? Ако држиш во рака искористено цевче и се наоѓаш на плажа, што ќе направиш? Си го ставила во ранец. Не те прашам тебе. Па ќе отидам до најблиската корпа и ќе го фрлам ѓубрето. Може да влезеш. Чекај, подпрашање. А ако нема корпа во близина? Па тогаш ќе си го зачувам за себе и ќе го фрлам во корпата што прва ќе најде. Сега можеш да влезеш. Мола? Ти да ме дозволи да учиш во нашето деление. Втори спрат, втората училница на лево. Директорот не е на работа, ми сам одстене. Кажав на секретарката. Браво, Емре! Чао! Чао. Entschuldigung, ist das die 6-2? Што зборува ова? Остаја се препаметна. Ме слуша ли некој? Ова ли е 602? Осте ги добри деца се, само се прават малце откачени. Па добро. И ти си нова? Слушам, со нас ке си учела. Ако сакаш да се дружиш со нас, треба да исполниш неколку услови. Што е ова прашање услови и задачи? Мислев дека доаѓам во нормално деление. Вие да не сте вонземјани? Може би. Ова е најдобро деление ако баш сакаш да знаеш. Не факај! Може да има бактерија, или не боже корона. Еве, земи. А што? Корона имаш? Ама што вие, јас немам бактерија и немам корона. А кај знаеш дека немаш вирус? Немам ни вирус, ни габа. И микроорганизмите имат право на живот и тие се живи суштества и само мал број од микроорганизмите се штетни. Нали знаете дека за кратко време наместо луѓето ќе се користат роботи? Каква врска има сега тоа? Што ја нападнавте толку? Доја Анастасија? А ти? Што јас? Зошто дојде тука? Па се преселивме. Зборам германски, ама ве разбирам скоро се. Па разбери го ова. Стои понастрана од нас. Ние мразиме бактерии. И вируси и габи.
Значи, ние ќе се влечеме со јаже. Секако! Кој сака да се влече со јаже со нас? Аз за ние. Еве и јас можам. И јас можам. Немаме јаже. Ева, ајде јас ќе го донесам моето. Ајде. И така ми секогаш се носи. Ајде. Ајде. Дечки, ај вака да се наместиме. Стоп! Не, ќе се наместиме вака, а не така. Имаш права, Аника. Дечки, имаме ракавици, кој сака? Вида, што ке не се ракавици? Заборави на бактериите. Вида, права ти кажем, никој не ке ракавици. Ајде јас ќе бидам судија. Наместете се. 3, 2, 1, старт. Види, Георгие, бе, помалце се посилни се. Не ме гази, ма! Имам идеја. Аника, имаш бувачка на косата? Стоп, каде? Ау. То се те! Леле, Аника, види на што личиш. За ова ќе одите кај директорот. Тако ми е градоначалник и тој ќе му каже. Треси, бе. Понежно, ма. Ајде, бе, Аника, ништо не ти е. Си паднала на земја, голема работа. Така раста деца. Ќе видите вие голема работа. Тако ми е голем човек и тој ќе ви покаже. Малце пополека. Види на што личам. А зошто вежбаш во фустан? Само вие три сте во пустани. Вие ли ќе ми кажете како да вежбам, ќе си вежбам како сакам. Јас имам средства за вадење флеки, ама не верувам дека ќе сакаш. А тебе, зошто ти е пуштена косата веда? Нели рековме врзана да ни биде? Извини, Аника, заборави. Да ти помогнам. Што ќе ми е бе помош од тебе? Бегај, не ме допирај. Аника, ева, земи влажно марамче. Зошто фрлаш на земја? За да го собереш ти. Бегај, не ме допирај. Ќе видите вие. Извини, Аника, немој да кажеш на тато. Ај, извади го ѓубреш до тканта. Кој е ѓубре? Тоа што е за кај директорот. Зашто ке ти е ѓубре од канта? Извади го, ќе ти кажам многу итно. На директорот не му се верува дека некој фрла ѓубре од тераса. Одам да му го покажам. Емре, го најде директорот? Не го најдов, пак беше излезен, али ѓубрето му го оставив пред канцеларија. Пред канцеларија? Да. Анастасија, само ти имаш дозвола да дојдеш со нас.
Јас на вистина? Да, само ти и никој друг. Ќе доведам ти вода да рам? Ама Анастасија, стварно ќе идеш? Ќе одам. Анастасија, ако сакаш да бидеш со нас во групата, сега мораш да украдеш. Што? Јас да крадам? Нема шанси. Да, ти, сега гледај и учи. Сега веде и Вона ќе украде. Одете во акција. Здраво. Здраво, повелителка. нарачаме нешто? Да, сега како повелителка. Може една вафла? Да, какви Епа, сакате? една Средни, мала. мали, големи. Една мала вафла, каква? Со бело црна чоколада? Бела и црна. Во ред. Да, јас сакам една топка чоколада. Сладената чоколада. Да. Во ред. Девојче, што правиш? Ништо ја не украдов. Како не украде? Ма не крадев никако. Сега ќе објасниш во полиција. Ма не крадев јас. Ало, полиција. Фатив девојче на дело како краде. Ако може да дојдете? Да, кафич во центар, веднаш до полициската станица. Пријатно. Сега ќе објасниш на полицијата, ова јас ќе го земам. Сите крадевте. Ви видов. Организирани сте. Така? Ало, татичко, овие овде велат дека крадам, а уствари украде Анастасија. Јас ништо не украдов. Нема да лажеш, ти украде. Тато, еве ме упедува, им вели дека јас сум украла, јас не сум. Ама јас ништо не земав. Не лажи. Еве, уште зборува, таа е кривата. Баба, ете то. Значи не ми се верува, како на филм. Барем си призна на крај. Ама да не беше снимката на Марија, немаше да ми поверува. Ви велам дека техниката е најсигурна работа. А вие зошто не кажавте би Ивона? Што да кажеме? Па вистината. Да издадеме Аника, па после тешко нас. Татко и повеќе нема да ја верува после ова. Јас веќе не сум со неа. Ни јас. Ја казни цел месец да не мрдне од дома. Така и треба. Само онлайн со неа. Што се случува? Аника отиде во домашен притвор. Не разбирам. Ајде ќе ти објаснам. Ања, да не го виде директорот? Да, само што отиде таму. Директоре, почекајте! Еве го ѓубрето што го чувам, недела дена, почна да се смрдува! Аман, што ја нападнавте толку дуја, Анастасија? Аман, што ја нападнавте девојчето? Ајде, што ја Аман, што ја нападнавте толку девојчето? Па и микроорганизмите имат право на живот и тие се живи суштества. И микроорганизмите имат право на живот и тие се живи. Стоп, дечки, дечки, заборавме на Ракавиците. Извини, Аника, немој да кажеш. Се кријам. Ќе видите вие. Пак ми иде Мила да кажам. Ало, татечко, ови овде. Чекай.